Проблемот во тоа е што Окрутскиот рамковен договор, кој што го, условно кажано, издействува тогаш УЧК, ОНА, каде што беше еден од воените или политички водачи Али Ахмети, сега не го почитуваат тоа решение во договорот, уште помалку уставната одредба, амандман 6 од уставот, каде што бара, инсистира на соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници во власта и во другите институции. Натаму не се почитува исто така правилото на Бадентер, не се почитува балансерот за исто така соодветна и правична застапеност на сите етнички заедници и мораше да се реагира, бидејќи стабилноста на држава зависи од тоа дали ќе ги почитува принципите, договорените принципи преточени во законски договорени или уставни решенија. И затоа мислам дека оваа тема е добра што се отвора во јавноста. Ние инсистираме на тоа, апсолутно не сме оптеретени со тоа кој ќе биде носител на јавната функција, дали се албанци, македонци, срби и така натаму, но проблем е што албанскиот политички блок се декларираат како партии етнички и дека тие ги застапуваат автентичните интереси на албанската заедница. Ако е така, треба соодветно да бидат застапени и другите заедници. Македонците како мнозински народ, како конституенти на македонската држава, се разбира, него намалува влијанието и на другите делови од народи, сега да биде партија во малцинство. Натаму не се застапени соодветно и другите помали етнички заедници, турската, српската, влашката, ромската. Ова сега што се манифестира околу тоа кој се ќе влезе во владата, тоа не се работи за некаков блок албански, тие ги правенствено тренуваат од партиските интереси, интересите на лидерите да бидат дел од власта. Веројатно имат за тоа причини зашто по суштина тоа и партиската определба на сите партии да бидат во власта. Но одговорноста паѓа на господинот Димитар Ковачевски, дали ќе ги почитува основните постулати на оваа држава, ќе води сметка за нашите национални, државни, долгорочни и стратешки интереси. Тоа значи дека владата мора да води сметка за сите аспекти, вклучително дали е можно да се нарушат меѓуетничките односи кои за сега се добри, имаме некаква внатрешна кохезија и дали тоа прашање сега што го отвори околу реконструкција со вклучување на алијансата со дополнително правење дополнителни остапки околу министерства, мислам дека се создаде многу негативно ехо во јавноста. Има многу коментари, има незадоволство. Сето тоа ќе се рефлектира и на поширок план. И друга работа, ако овој преседан сега се направи уште во позаострена форма, како ќе се разрешуваат натаму проблемите или рефлексиите од ваквата композиција на власта? Предпоставка, хипотетички да речеме, дека партија со мнозинство македонски подржувачи ќе има или партии, ќе имат 60 пратени. Дали ќе има реакција од албанскиот политички блок, од господин Ахмети и од другите, зошто не се вклучат албанците, како поголема етничка заедница, во власта? Дали ќе може тогаш и дали ќе остане тогаш пасивна Европската унија, другите носители на високи позиции во Европска унија, нашите стратешки партнери, каква ќе биде нивната реакција? Значи се работи за принципи кои не сакат да ги почитуваат тогаш кога не им одговара. Значи, затоа ние го отвориме ова прашање и добро што има дебата, добро што има силна медиумска поддршка и мислам дека тоа на некој начин ќе направи корекција во ставовите на СДСМ, дека не може баш така лесно да ги поставуваат работите кои што директно го нарушуваат тој принцип на соодветно и правична застапеност, бидејќи кохезијата на државата, меѓу другото, внатрешната кохезија зависи од сите овие работи како се поставуваат. Не е државничко однесување ако мислите вие дека ќе го проширите парламентарно мнозинство, тоа што
ќе вклучувате дополнително и повеќе партии од една помала етничка заедница во однос на мнозинскиот народ, а ќе го маргинализирате македонскиот народ. Значи, ја не сакам да зборувам за вакви поделби, но ние така сме конституирани како држава и мораме тоа да го респектираме ако сакаме да имаме условно кажано мир во куќата. СДСМ треба да го коригира својот став. Не сум против, секоја партија има кадри, квалитетни, повеќе, помалку квалитетни, но мора да се води за овој основен уставен принцип. Ако тоа се сруши, реков дека дополнително ќе се заострат натрешните политички состојби и цената ќе ја плати СДСМ и председател СДСМ господин Ковачевски. Демократскиот сојуз е символично застапена како партија во власта. Имаме на најмаргиналното министерство заменик министер. Тоа е нашата партиципација. Ние зборуваме за едно друго прашање и затоа сме ние присутни во јавноста. Ние за секој прашање градиме став. Филозофот, да речеме, Сократ, меѓу другото кажал дека обврска е на секој интелектуалец, во овој случај преведено на секоја политичка партија, за секој прашање да става, да го допре секој прашање, односно да гради свој став. Ние градиме ставови, независно дали се тие спротивни на ставовите на владеачката партија, на СДСМ, на ДУИ. Ние покренуваме многу бројни прашања во јавноста и затоа има дискусии, има дилеми, има реакции, има медиумска, да речеме, заинтересираност, така да ќе настојуваме и натаму на исти начин да продолжиме да ги отвараме овие прашања, се во функција и на граѓаните, но и во функција во интерес на нашата држава, на нашите перспективи. Ние сме партија која што сакаме да се јакнат во државата демократските институции, сакаме во центарот на внимание да биде граѓанинот, не сакаме да се делиме по етничка основа, не ми смета мене министер успешен, добар, без разлика од која етничка припадност е, но делбата на ресорите по партиска и етничка линија дефинирана во Уставот, ако е така тоа да се почитува. Во спротивно, поддржувам граѓански концепт, партијата што ќе има 61 пратеник, да се ја формира власта, да компонира, да речеме, состав на владата, персонален, што ќе процени дека се тие најдобрите кадри. Меѓутоа, реалноста е друга, рамковиот договор е сосема трета работа, уставните решенија и така натаму.